Колешке Бонева, јас ви дозволив да говорите се што сакате, се и се што. Дозволете да одговорам на колешката Авировиќ. Значи, колешке Авировиќ, јас во овој момент, искрено да ви кажам, не чувствувам потреба дека треба да ви одговорам на вашата процедурална забелешка во некоја една прилика кога можеби ќе имате нешто посуштински да кажете околу процедурите деловникот, можеби ќе ви одговорам. Следен за процедурална забелешка е колегата Оливер Спасовски. Благодарам, господине заменик председател. Ова е режираниот хаос кој што се наметнува овде во собранието. Ова е истата Силвана Бонева од 2002 година, кога чукаше во тенџериња и со звонци да носеа буџетот и другите закони во собранието. И верувајте дека ова Силвана Бонева е повторно подготвена да оди во опозиција за да може вака да мава и да лупа во говорници да воспоставува хаос. Најостро сакам да реагирам заради тоа што ја злоупотребува Силвана Бонева и другите од ВМРО оваа говорница. Да говорат по час време како процедурално. Джабе ви се укажувањата дека вие сакате да го донесете буџетот и дека не обструирате работа на ова собрание. Сакам една работа да стане јасно на македонската јавност. Овој хаос кој што го и влечете корените дури од времето на опозицијата додека бесте. Сега уште еднаш потврдувате дека вие сте најголемите манипулатори во Република Македонија. Сакам врз основа на она што го говореше Бонева да одговорам во 3 реченици, да одговорам во 3 дела. Ова е невидена ситуација да власта бара гласање во овој парламент. Ова е уште една ситуација каде што власта начело со ВМРО-ДПМН, начело со координаторот Силвана Бонева немаат капацитет да го водат ова собрание. Ова е уште еден доказ дека заради неодговорноста на оваа гарнитура, како што е ВМРО-ДПМН, е дезорганизиран овој законодавен дом. Заради овие на власт начело со Груевски ја дезорганизираат Република Македонија, пробуваат да ја рушат. Почитувани граѓани, сакам вие да ја разберете нашата борба овде во собранието. Сега на Комисијата за финансирање и буџет сакаме сите ние од СДСМ да ги одбраниме амандманите и наместо Бонева и групата да гласаат за споменици, да гласаат за коли на министри, да гласаат за нивната удобност, да дадат пари за секој граѓанин во Република Македонија што има потреба да има чиста вода за пиење, да има канализација и да има пристоен и еднаков живот. Не може Бонева и не може парламентарната група на ВМРО-ДПМН да живее, а граѓаните на Република Македонија да умираат. Не може и не личи на оваа власт. Не ви личи, колешке Бонева, овде да направите хаос кој што... Колеги пратеници од ВМРО-ДПМН, ќе ве молам помалку да тропате. Господјо Бонева, да ме слушате малку повеќе за да разберете кој е одговорот на Социјалдемократскиот сојуз. Кажувате овде дека сакаме. Колеги пратеници од